пати се случувало да играме равно, да бидам и доволен, дека дадовме всичко. Денеска, въпреки това, јас не поричам дека второто полувреме беа поорганизирани, имаше пасови, игра и практически преку Спас Делев, кој е навистина екстра играч, тука ги управа ето преваскоство некој со дриблингот, со ударот, не од други некои позиции. Тој правеше таа разлика. Јас не викам дека лош одбор се, дека не играја, не се подобра позиција имат од нас, но пак ќе кажам, од прилика таму идва всичките работи. Се врнавме след голот 2-1, вкаравме гол, направивме всичко да затвориме со два свежи човека во десна страна. Да го затвориме Спас тука, падна од другата страна центаршут во средината каде сме сега доста јаки. Значи центаршут да примиш топка точно во срцето да падне, да го оставиш противникот, не можам да сватам како е возможното. Мине ли ви през главата предвид факта колкото добре игра Жота Лопеш като десен бек по време на матч или към края да го върнете в зоната на десния бек точно него? Мине ли ви това пред главата? Мина, но се работи за Спас Делев, кој навистина е моштен, техничен, а позицијата на десни бек не е баш идеална за Жота. Ево, вкара гол. Ако вкара в назад, таму десно немаше кој да даде. Но мислев дека два, се го ставивме Џон, кој во моментот немаме сега друга некоја возможност за десни крајни. Кој да ставивме, мислам дека тој сашто пак играше добро. Спас има 1 на 1, има дриблинг, има удар, има всичките тие работи, но пак ќе кажам, ние сега въпреки това не го правивме гол од него тој вториот гол. Примивме центаршут од десна страна, 40 метра лета топката внатре во срцето, каде цел мач бевме добри, каде многу топки зедовме. Но и ние сега, разликата е во това, че ние се уште се трсиме. Гледате колку нови фудбалисти, пробај еден, пробај друг. Тие се склопени како одбор. Тие играат стандардно, всичките фудбалисти си се основни, имат своја игра, имат ритам, имат замени, кога Аралица им е после Спас втор или и од минатата година најдобар голмајстор, седи на скамејката, пуска таков фудбалист, тогаш какво да кажеме за смените? Имат тие поголеми возможности, но од борбата, од желанието на фудбалистите сум доволен. Пак ќе кажам, многу е трудно да формираш одбор од фудбалисти нови, имаме 12 нови фудбалисти, и сега идат моменти во мачот каде ти мораш да направиш некоја смена. Разбирате? А сега ние немаме 4-5 човека немаме во одборот. Од тие што ги имаме тука. Значи Лозев не е травмиран, Цецо е... Някој може ли да се върне за 2 гостувања како поред? Не знам сега, во моментов се лечи и тој така безобразно е травмиран на мачот со Дунав Рус, јас не можам да сватам. Крвничко дирање во нога, таков хематом во ногата, како да го удри камион. Но прави всичко возможно, секој ден терапија, се надевам дека колку побрзо и тој и Цецо ќе се врнат. Па ќе кажам, се боревме, дадовме всичко од себе. Поблиску бевме до победата. На 3-4 минути бевме до победа на мачот. Колку да противникот игра добро, ние бевме до победа. Никој не вика дека на мачевите со ЦСКА и со Лудогорец дека противниците играат добро. Ние зеовме точки. Денес можевме да победиме за 2-3 минути. Толку липсваше, малку. Но нема предавање. Ке се бориме, верувам во овие момчиња, да има дух, искат 100% да дадат, грешки биват сега. И това е. Мерси.